Здраво, еве повторно со вас и со нашите пријатели. Во денешната емисија ќе запознаеме расата на 20 век. Наш гостин на оваа емисија ќе биде Јове. Тој е гледувач на расата Лабрадор ретривер. А за тоа која е расата која најмногу ни одговара, ќе ни каже дресерот Кире. Нешто повеќе за бездомните животни ќе ни каже Марија, портпарол на Сдруженијето Уникорнис, а околу здравјето ќе зборуваме со доктор Наде, професор во Средното земјоделско училиште Кузман Шапкарев од Битола. Како што кажа во нашата најава, денешен наш соговорник ни е Јове, кој чува лабрадори, од неговата гледувачница се вика Макс Поц. Здраво, Јове. Здраво. Дали оваа раса бара посебни услови за чување? Оваа раса не е нешто претерано да бара некои услови за чување. Пред се, тоа е домашно куче, кое што може да се адаптира на било кои услови за живење. Значи е многу добра раса која што е подложна на било какви услови, без разлика дали сакате да го чувате кучето во својот двор, во својот дом или на некое друго место. Во какви бои можеме да сретнеме оваа раса? Оваа раса се среќава во 3 бои. Пред се лабрадорот во своето потекло бил црн. По известно време на одгледување на црни лабрадори во 1903 година се појавил првиот жолт лабрадор. А кога се појавил првиот жолт лабрадор, луѓето се чуделе, не знаеле едноставно речено што е работата. Но тоа почнало да се повторува. Така се формирал клуб на лабрадори во жолта боја, која што официјално е признаена за исто како боја во стандардот во 1924 година во Англија. По известно време, во комбинација од црни кучиња е добиена и чоколадната боја, која што и денес е исто призната во стандардот на лабрадорите. Значи се сеќаваат во 3 бои: црна, жолта и чоколадна или кафеава. Дали може со вкрстување на иста боја од истата раса да се добие друга боја? Значи, ќе се надоврзиме на претходниот одговор на вашето прашање. Со тек на време, во вкрстување на 2 црни единки се добило првото жолто куче. Но, во текот на одгледувањето на оваа раса се случува и ден денес, во зависност од генетското потекло на единките, да се појавуваат и разни бои во леглото. Во зависност може да се случи од црна единка и жолта единка да излезат само црни кученца или да излезат само половина црни, половина жолти. Не на телото, него во бројот на леглото. Предпоставуваме дека имало во леглото 6, 3 биле црни, 3 биле жолти. Се случува да биде процентот во зависност од генетскиот потенцијал на кучињата да биде 10%-15%, но тоа е веќе некој друго прашање во генетиката, да не навлегуваме, тоа е сепак тоа е наука во која што, за жал, јас сум лаик, не можам многу да разговарам за тоа. Колку внимание му посветуваш во денот? Значи, на секој одгледувач кој што има било која раса, му посветувам минимум 2 часа дневно на кучињата. Истото и јас, некој се случува и повеќе. Бидејќи едно од моите кучиња, а ги имам во моментот 5, живее нон-стоп со нас во нашиот дом, другите се во бокс, значи секој цел ден е таа, без разлика дали ќе бидам јас или сопругата или децата, значи цело време му се посветува некој си внимание. Тука сигурно ќе ги интересира нашите гледачи како се справувате со влакната во домот. Значи, со влакната во домот, пред се да кажам дека животните се митарат 2 пати во годината. Есенско и пролетно митарење. Не постои куче кое што не се митари, кое што не пушта влакна. Но и за тоа има лек. Може би ќе биде малце понапорно, но сигурно пола час дневно четкање и вадење на мртвите влакна, за да не оставаат траги кучињата каде што се движат, односно да не имате проблем да биде, народно речено, посејан цел дом со влакна. Колку често бараат прошетки? Значи, како и секоја раса на кучиња, и лабрадорот сака прошетки. 1,5 час до 2 часа дневно е доволно, но без оптеретување на велосипед и така натаму. Бидејќи лабрадорот е тешка раса, јас како одгледувач не препорачувам. Самото куче знае колку треба да се оптерети и во самата прошетка ќе ви кажи дали ќе треба уште или не. Но во зависност од времето што го има секој од нас во овој начин на живење, секој знае колку може да дозволи дневна прошетка. Но би препорачал во никој случај да не биде пократко од 1 час.
Како ја одржуваш нивната хигиена? Значи, хигиената на моите кучиња е секојдневна, тргнувајќи од боксевите каде што тие живеат. Обавезно, 2 пати дневно се чистат нормално со вода и со некои хемиски благи средства. Ако ме прашувате за нивната лична хигиена, тоа значи не претерано четкање. Нормално, во текот на годината има периоди кога тие треба да се капат, да се бањат. Не препорачувам од октомври до март месец, без разлика каде се чува кучето, дали се чува во бокс или во домашни услови, да се бања, бидејќи тоа не е добро за него, од причина што може да дојде до некои несакани последици, настинки, воспаленија на крајници. Тоа е многу лоша работа кај било која раса. Така да, знаете како луѓето мислат, ако повеќе ги капа своите кучиња, помалку ќе ми мирисат. Не, тоа е погрешно. Секое куче, од било која раса, е конкретно за лабрадорот. Лабрадорот е куче кој што на мене тоа куче во неговиот стандард пишува доставувач и куче за вода. Лабрадорот многу сака вода, многу сака да плива, но кога ќе излезе од водата со мало тресење е како суво, а тоа е затоа што нивната кожа преку влакното испушта некоја посебна материја во вид на восок кој што го заштитува влакното, и ние ако претераме со бањања, значи има луѓе кои сакат еднаш неделно да ги бањат, нивното куче ќе почне да испушта многу повеќе од таа материја, а таа материја има непријатен мирис. Значи, колку повеќе го бањате кучето, повеќе ќе имате непријатен мирис. Постојат разни средства козметички кои што се користат за суви бањања, капење на кучињата. Тоа е веќе нешто друго. Тоа на самите пакувања пишува начин на употреба како и колку е дозволено. Но јас препорачувам, значи, летниот период да се бањат кучињата еднаш месечно. Тоа е подобро за нивното здравје. Дали кучињата од оваа раса се агресивни? На почеток ќе ви одговорам кратко, не. А сега ќе ви кажам нешто друго. Значи, во стандардот на оваа раса изричито пишува дека агресивност не е позната. Овие кучиња не смеат да покажуваат ни грам доза на агресивност. Се користат за многу разни намени и затоа агресивноста е забранета кај оваа раса. Во стандардот е многу добро напишано. Агресивноста не е. Значи, овие кучиња не се чувари. Се случува по изложби кога одиме, ќе појави некој лабрадор одредена доза на агресивност кон некој друго куче или кон судијата кој ги оценува кучињата, врвните судии во истиот момент ги дисквалификуваат, ги отстрануваат од рингот, бидејќи тоа е непозната работа. Каква храна ги храниш? Значи, моите кучиња, јас ги хранам претежно со сува храна или дехидрирана храна, дехидрат од разни производители. Во одреден период од годината се случува таа храна да ја променам, бидејќи кога кучињата се во еструс бараат посебни услови на исхрана. Така да и на идните одгледувачи, на идните собственици на оваа раса би им препорачал дехидрирана храна, бидејќи овај начин на брз живот не ни дозволува да приготвуваме домашни храни, а денес мислам дека никој од нас во домашни услови не може да приготви така добро избалансирана храна како што е сувата храна или дехидратот. Во неја содржи, тоа е голема индустрија. Во тие храни работат многу големи стручњаци и тие многу добро ја балансираат, знаат колку е потребен протеин, колку се потребни масти, колку се потребни суви материи, фосфор, калциум и така натаму разни витамини кои што ќе го задоволат потребите на кучето за еден ден. Зашто се употребуваат овие кучиња? Значи, како што напоменав претходно на едно од вашите прашања, лабрадор ретриверот во стандардот е напоменато дека е тоа куче доставувач и куче за вода. Пред се лабрадорот е ловечко куче. Значи, од кој поглед ловечко? Во стандардот пишува ретривер. Тоа на англиски значи доставувач. Во Англија и на некои многу други места лабрадорот го користат во лов, кога тие ќе го уловат дивечот, лабрадорот оди го носи
дивечот, а другите кучиња си ја бркаат другата работа, односно птичарите или некои други кучиња го подигаат дивечот, ловецот ја брка својата работа, лабрадорот оди го носи дивечот и е стално до човекот, до ловецот. Сега лабрадорот се повеќе и повеќе наоѓа примена за водич на хендикепирани луѓе. Значи за слепи луѓе, за луѓе кои што се инвалиди. Моментално лабрадорот ги има истиснато сите други раси во таа намена. Значи водич за хендикепирани луѓе. Со тоа лабрадорот го покажува она правото во него. Значи тој сака да биде со луѓето и да му е помошник на луѓето. Кажи ни нешто повеќе околу потеклото на оваа раса. Значи лабрадор ретриверот е стара куче. Потекнува од Канада, полуостровот Нјуфаундленд и Лабрадор. И според тоа и го носи името. Во тие дамнешни времиња во Канада рибарите, ќе се надоврзам претходното прашање што ме прашавте за што се користат, рибарите ги користеле лабрадорите за да им ги вадат мрежите од морињата. Тогаш во тоа време, бидејќи ловот бил многу голем во Канада и се повеќе и повеќе кучиња се чувале само за таа намена. Но со тек на време во Канада во некој период во 18-тиот век настанала некоја тешка криза и во областа градоначалникот на таа област наредил сите лабрадори да се на некој начин уништат, односно луѓето кои чувале лабрадори смеле да чуваат само по една единка. Луѓето кои што живееле таму, бидејќи ги сакале многу кучињата како и ние, решиле да ги подарат другите единки кои што не можеле да ги чуваат, бидејќи бил донесен закон поради некоја сиромаштија и немање на храна, почнале да ги подаруваат на рибарите кои што доаѓале од Англија. И така, ден денес лабрадор ретриверот во стандардот пишува дека е англиско куче. И да, англичаните се најзаслужни за денешниот изглед на лабрадорот. Се спомнуваат во 19-тиот век некои грофови дека имале големи одгледувачници и така натаму. Исто тие, кога ги донесле таму, лабрадорите ги чувале исклучиво од некои сентиментални причини. Мислеле дека овие кучиња ако не бевме ние ќе ги немаш и така натаму, но како почнале додат на лов, почнале да ги запознаваат добрите особини на лабрадорот. Кога заклучиле дека се работи за некое прекрасно, изузетно куче во лов, почнале се повеќе и повеќе да ги обучуваат во таа намена. Нормално, денес веќе лабрадорот е куче кој што можете да го сретнете и на граничните премини, на аеродроми, имат многу добар њух, се користат во полицијата за дрога откривање, војската ги користи исто така во такви намени за откривање на мински полиња. Ги користат дури и единиците за кризни ситуации кога ќе има некој си како да кажам, ајде сега земјотреси и така натаму, терористички актови. Сега ќе ви кажам еден куриозитет што се случуваше за нападот на кулите близначки во Њујорк. Лабрадорите кои што не можеа да пронајдат живи луѓе низ кулите близначки паѓаа во депресија. Би препорачал на секој кој што може, кој што има услови, лабрадорот е правата раса. Инаку можам исто да ви кажам дека во светски рамки лабрадорот беше избран за куче на 20-тиот век. Ти благодарам за твоето гостување и се надевам дека винина ќе имаме понатамошна соработка. Ви благодарам на поканата и се надевам дека нашата плодна соработка ќе продолжи понатаму.